Извршниот комитет на ВМРО ДПМН побара одлагање на изборите во Штип. Од партијата сметаат дека состојбата со пандемијата во овој период избори не дозволува. Нема услови за одржување на локални избори во Штип и Пласница и дека истите треба да се одложат се до обезбедување на пристојни и нормални услови за функционирање и фер изборна кампања. Затоа како одговорна партија ќе поднесеме иницијатива до собрание за одложување на овие локални избори во општина Штип и Пласница. Барањето на ВМРО ДПМН од страна на СДСМ беше оценето како несериозно и нов обид за бегство од уште еден пораз. Покажуваат дека бегат од изборите, затоа што се соочени со фактот дека ја немаат поддршката на граѓаните, затоа што се соочени со фактот дека ќе претрпат уште еден пораз, и сето ова заскриено зад маската за грижа за здравјето на граѓаните, всушност станува збор за заштита на сопствените фотелии и губењето на позициите внатре-партиски, веќе докажано корумпирана и длабоко заглавена во криминали политичка партија. Во услови кога и двете страни имаат своји аргументи, но и политички калкулации, ставот на некои политички аналитичари за новиот момент е следниот. Во случај ВМРО ДПМН да излезе со кандидатите искупи, тоа би бил сериозен удар како за раководството, така и за политиките кои ВМРО ДПМН ги води во опозиција, како и нивната можност да елаборираат и да укажат на тоа што во локалната власт не чинело која е предводена од СДСМ. Аналогно на ова, последици од изборниот исход, победа или пораз, реперкусии ќе има и за СДСМ. За СДСМ евентуална загуба секако дека би била лош потез, но не во обем во кој би била за опозицијската ДПМН. Сепак тие се на власт, кој е на власт може и да греши, кој е во опозиција не смее да греши, затоа што не се очекува од нив да работат, туку да укажуваат на грешките на владачката партија. Ова се објаснувањата за моменталните политички маневри за изборите во Штип и тие се дел од големата игра на партиите, која по изборите во декември може да добие и сосема други насоки. Во секој случај, наредната пресметка во Штип воопшто нема да биде едноставна и лесна за никој.